Топ тема, добро вечер. Почна кампањата за локалните избори. На 8-те поред избори за локалната самоуправа во битка за локалната власт тргнаа 309 кандидати за градоначалници и дури 10.490 кандидати за советници на 576 со кандидатски листи. Се соочуваме ли со избори со малку непознати, а со големи влогови? Кои со какви пресметки влегува и каков исход може да се очекува? Во топ тема вечерва на оние два главни столба дебатираме со Петар Арсовски, комуниколог и политички аналитичар. Добро вечер и добро дојдовте. Колегата Джелан Незири, добро вечер и за вас. И добро вечер за Миле Бушњаковски, поранешен шеф на кабинетот на петтиот македонски претседател, сега консултант за стратешки комуникации. Добро вечер и добро дојдовте. За почеток одиме на терен со јавувања од за дел од настаните и првите митинзи кои што дел од политичките партии ги имаат во овие моменти. Далиборка Дамјанска и Петар Долгов. Далиборка Дамјанска имаме прва, таа е во Скопје, каде што ВМРО ДПМНЕ го има својот почетен митинг. Далиборка, со амбиција да го повтори резултатот од минатите избори, но можеби, како што велат, и да го надградат. Кои се очекувањата и каква кампања најавува ВМРО ДПМНЕ? Точно така, Боби, очекувањата се тие што и ти ги кажа, досегашните резултати да се надминат на овие избори. Ти очекуваат позитивна кампања и пред се да се зборува за реалните проекти, за ветувањата што градоначалниците, кандидатите за градоначалници и советници ќе им ги дадат на граѓаните за програмите, а не за други теми кои што во предкампањскиот период беа наметнати. Јас пред малку овде имав разговор со подпредседателот Александар Николовски, кој го прашав и за оваа тема. Предлагам да го чуеме први него овде од терен. Пред кампањата изобилуваше со многу остри пораки. Каква кампања сега очекувате? Па добро, во секој избори нормално е да енергијата оди нагоре и да има различни погледи на работите, затоа во суштина и демократијата, но очекувам цивилизирана, мирна кампања и да не забораваме што е главниот фокус. Зборуваме за локални избори, каде што главно е да се представат кандидатите за градоначалници и советници, што ќе направат во општините каде што се кандидати. Точно е дека во предкампањата доминираа политички теми. Тие си дојат и парламентарни избори во 2028 година и тогаш ќе зборуваме за тие политички теми. Сега мислам дека е основно да зборуваме што ни се случува во општините, што е тоа што е направено, што е тоа што треба да се направи во следниот период и кој концепт е најдобар. Синоќа Али Ахмети речиси цел говор му го посвети на Христијан Мицкоски, повторно му порача дека орлите летаат високо. Како ја сваќате таа порака? Може ли да се свати како безбедносна закана? Па ја сваќам најмалце на два начини. Првото е дека очајно му фали внимание на Ахмети. Не може да се навикне дека веќе тој не е главен фактор во државата, како што беше и во владата на Заев и во владата на Димитар Ковачевски, која буквално ги командуваше. Сега веќе не е така, тие се во опозиција и ќе останат долго во опозиција. Тоа беше едно од нашите клучни ветувања минатата година, го остваривме и стоиме на таа работа. И втората работа, немаат со што да се пофалат. Нивните кандидати за градоначалници очигледно немаат програми, немаат концепти, не зборуваат дали во одредена општина каде што се кандидати ќе го решат подобро паркирањето или ќе го решат подобро урбаниот развој, зборуваат за теми од 19-тиот век, а не од 21-тиот век и мислам дека најмногу губат кај своите гласачи, затоа што изгледаат смешно во нивните очи. Вашата партија деновиве излеговте со тврдење дека веќе постои неформална коалиција помеѓу СДСМ, Левица и ДУИ. На што го темелите ова и во кои општини очекувате тие да се поддржуваат? Па еве, гледате, например, во Струга гледате што прави Левица, гледате што прави во Тетово, и тоа мислам дека многу покажува за нивниот однос, имајќи предвид дека главната цел на Али Ахмети на овие избори е да нив ги направи референдум за учеството во влада, а во суштина се работи за избори на кои што се бираат градоначалници за да ги оправуваат општините. СДСМ исто така има асистира во овие работи, така што јасна е оваа коалиција, но ќе биде убедливо поразена на овие избори, граѓаните ќе го направат вистинскиот избор. Јас сум убеден дека ВМРО ДПМНЕ ќе однесе до сега најголема победа. И за крај, што е тоа што вашите кандидати може да го понудат, а другите го немаат?
Ние имаме голем фокус на локалните прашања и проблеми. Управувавме во многу општини, се очекуваме бројот да е уште поголем. Таму каде што веќе имавме градоначалници, најголем дел се кандидати, имаме и нови, кажуваат што е направено, но што се и визиите за еднината. Таму каде што немавме, се обидуваме да покажеме што можеме да направиме. За градот Скопје, за жал грешката се случи, се извинивме, сега одиме со чисто партиско решение и навистина имаме голема енергија и голема волја да ги смениме работите во Скопје, како и во цела држава, но Скопје окажувам имајќи предвид дека се направи каква што се направи грешка, сега имаме волја со Орси Ѓорѓиевски да ги поправиме овие работи и навистина да имаме многу подобра локална самоуправа. Своје видување и пораки за сите овие работи. Вечерва се очекува да испрати од овде и председателот на партијата Христијан Мицкоски. Ќе се обрати нивниот кандидат за градоначалник на Скопје Орси Ѓорѓиевски, а исто така и носителот на советничката листа Даме Димитровски. Оби нашата екипа останува овде. За сето тоа што ќе се случува вечерва овде ќе информираме повеќе во вестите во 21:30. Благодарам, беше тоа Далиборка Дамјанска Цветановска од првиот почетен митинг на ВМРО ДПМН кој што се одржува во Скопје. А првиот голем митинг според она како тераат партиските каравани СДСМ го има во Крушево. Таму треба да го имаме Петар Догов кој што го следи првиот предизборен собир на опозицијската СДСМ. Доколку го имаме на линија. Ќе се обидеме Петар Догов штом ќе го добиеме во текот на оваа емисија. Продолжуваме овдека со дебатата со нашите гости овдека во студијата. Арсовски, слушнавме дел, ќе ги коментираме сите ставови поединечно и дел од стратегиите и очекувањата на поголемите блокови партии, но генерално во држава која што е во континуитет во кампања, што може да се издвои како специфика од она што може да го очекуваме во официјалните 20 дена? Ако гледаме најавите на двете поголеми македонски партии, зборам во македонскиот блок, треба да очекуваме ВМРО ДПМН повеќе да е фокусиран на конкретните прашања кои се надлежност на општините, а СДСМ повеќе да е фокусиран на национални теми. Мислам дека тоа ќе се забележи во почетните комуникацијски стратегии и тоа има логика, бидејќи ВМРО ДПМН ужива имидж на партија која е поефикасна, поорганизирана за локални проблеми, а СДСМ ужива по условно речено државнички имидж. Ќе видиме како тоа ќе излезе на терен во ЕСАПот. Локалните избори се одвиваат во еден чадор на детерминирана политичка атмосфера, многу под влијание на резултатите на претходните парламентарни избори, што му дава критичка предност на ВМРО ДПМН на национално ниво скоро секаде со некои исклучоци, но тоа што го забележувам од линкот е дека партиите веќе ги фаќа предизборна еуфорија, веќе се поактивни во говорите, веќе подиректни политички пораки упатуваат еден кон друг. Мислам дека театарот добро почнува, дека ќе се изнагледаме една тензична кампања, но очекувам релативно мирна, без посериозни инциденти. Ќе ги слушнеме и вашите генерални оценки. Одиме во Крушево, таму е Петар Догов. Петар, што се случува во Крушево и кои се пораките и што е она што СДСМ го има зацртано како цел во овие 20 дена кампања? Токму така, со централен собир во 20 часот одовде од Западна Македонија, односно од Крушево, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија започнува да ја бара поддршката од граѓаните за предстојните локални избори. Собирот треба да започне за околу половина час од сега, а претходно социјалдемократите одржаа собири и во други места, во помали места, претходно беа во Могила, а потоа има собир и со симпатизерите и граѓаните од Демир Хисар. Локалните теми се во фокусот, ќе се зборува за комуналните проблеми, за сообраќајните решенија, за туризмот, сите овие прашања ќе бидат адресирани вечерва овде од Крушево, а своји обраќања ќе имаат лидерот на партијата Венко Филепче, како и
кандидатот за градоначалник на општина Крушево Томе Христовски, кој што по трет пат претендира да биде избран за прв човек на општината, а и во моментов тој е актуелен градоначалник на Крушево. СДСМ планира во наредните денови по овој принцип да одржува собири и митинзи, односно да бидат посетени по 3 до 4 места во текот на еден ден, да се започне во попладневните часови со посета на помалите места и со собири во тие места со граѓаните, а да се заврши во вечерните часови со поголем централен митинг во поголемите градови. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има кандидирано 65 кандидати за градоначалници на општините и на градот Скопје, а за 15 општини немаат свој кандидат, затоа што и претходно лидерот на партијата Филипче кажа дека онаму каде што СДСМ смета дека нема реална шанса да извојува позитивен изборен резултат, таму нема воопшто да форсираат нивен човек, односно нема да одат на изборите со свој кандидат. Тоа е едниот начин на делување на опозицијата. Ете, СДСМ на овој начин ќе се обиде да допре до потенцијалните гласачи. Има партии од опозицијскиот блок, од опозицијата, како на пример што е партијата Левица, кои што воопшто нема да организираат поголеми митинзи и собири, односно ќе имаат само средби со граѓани и на тој начин ќе се обидат да допрат до оние потенцијални гласачи, а има и дел од оние кандидати на овие локални избори, како што се на пример независните иницијативи, односно дел од независните, кои што најавија дека поддршката за изборите ќе ја бараат онаму каде што сметаат дека можат да допрат до потенцијалните гласачи со герила акции и на креативен начин покрај оние секојдневни тековни прес-конференции. Значи, како што кажав, митингот овде во Крушево на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија започнува во 20 часот. Веќе гледам дека почнуваат полека да се собираат симпатизерите и активистите на партијата. Се очекува да пристигнат и луѓето од раководството и оние кои што вечерва се очекува да има свој говор овде пред присутните, па со пораките и со тоа што ќе биде кажано, ќе се јавиме во вестите во 21 часот и 30 минути. Благодарам, беше тоа Петар Долгов од Крушево и бидејќи ова предизборие е обременето и со многу строги правила, со остри казни за медиумите, за оние што го наблюдуваат медиумското представување и работење, само информација. Во ова издание на Топ Тема ги следиме само оние првичните митинзи, првичните собири на дел од партиите кои што се случуваат во овој момент и оние кои што имаат такви собири денеска. Сите останати информации во изборната хроника на Телма во вестите во 21:30. Се враќаме на дебатата. Бошњаковски, идентично прашање, што е она што може да се одвои како специфика во стартот на кампањата и како очекување, ако го имаме предвид и тоа дека не само што сме во постојана кампања, туку дека во таа постојана кампања се губи многу често линијата меѓу централната и локалната власт. Тоа што на почетокот би сакал да го кажам, Боби, е дека овие локални избори во многу нешта нема да бидат локални избори. Иако видовме дека и во двата кампуса ќе се зборува за локални проблеми и така натаму, мислам дека на политичката маса во Македонија сликата поприлично распределбата на политичките сили ќе зависи од ауткамот на овие избори. И карактеристично според мене ќе биде тоа што нема да имаме традиционални противници. Во левиот блок очигледна е намерата и гледаме тука еден налет на движењето Знам со номинација на нивниот кандидат во центар и тука борбата ќе биде всушност социјалдемократите со тие што се налутија на социјалдемократите и формираат движење. Тука на сите не е јасно што се случува. Дали Знам ќе победи, доколку победи, тоа ќе биде еден голем триумф на Знам. Иако во анкетите Горан во моментов Герасимовски, актуелниот градоначалник, води, очигледна интенцијата на Знам со помош на нивниот коалиционен партнер да го добијат центар. За мене лично поинтересни се некои информации кои што доаѓаат од Куманово, каде што пак се зборува за некои амбиции и каде што веќе јавно се зборува за евентуален можна коалиција, некоја која што би овозможила
пораз пак на лидерот на ЗНАМ, на Максим Димитриевски, тоа би било исто големо изненадување доколку се случи. Сега, ВМРО е во комотна ситуација, ВМРО ДПМН е во прилично комотна ситуација, тука нема многу што да дебатираме, но па интересно е да се види дали ВМРО ДПМН ќе ги поддржи нивните коалициони партнери во таа битка која што на некој начин без разлика што ќе кажат Николовски го слушнавме, доколку ДУИ доминантно победи над Влен, мислам тоа е Добро, неколку интересни тези, вклучително и она колку би можела ВМРО да биде комотна ако партнерите го доживеат тоа што вие го споменувате како. Но ќе одиме во продолжение партија по партија. Джело, која е вашата генерална оценка пред да навлеземе ова? За жал ќе мораме и овој пат прво да го поминеме она барем што е специфично кога се во прашање локалните избори. Прво едниот блок па другиот, иако тука ќе има и многу мешање, но ќе се обидеме некако да ги подредиме можните случаи. Јас се сложувам дека се соочуваме со кампања која не престанува. Не само последната година, туку веќе неколку години, зашто имавме нели од 2008 година имавме до 2016 година имавме предвремени избори, циклуси. Меѓу нив председателски и локални, така што таа постојана кампања како да ја нормализираше целата таа политичка активност кај нас, со сите тие ветувања, со сите тие караници, со сите тие стравови и омрази што се потикнуваа за да се добие глас повеќе. А од друга страна таа тенденција на наметнување на национални теми, па и геополитички глобални теми, не само национални, на локални избори е многу абсурдна, но најверојатно тие теми се од најголем интерес за граѓаните. Партиите ги прават нивните анкети, може би се водат од тоа што е, речеме, најзначајно за вас во последниот период или во наредниот период што ќе биде приоритет. И тие теми се нагласуваат, но мислам дека и повеќе ги наметнуваат тие глобални и национални теми за локални избори, од причина што само преку нив може да се освојат така наречени лесни гласови. Ако се водиме од проектите што се ветувани и што се реализирани, не верувам дека некоја од политичките партии има со што да се докаже. Што ме ВМРО ДПМН, арена за докажување имаше Скопје, главниот град. Сега ние слушнавме господинот Николовски се извинува дека сгрешил. Ама секоја грешка има цена. Таа цена би требало ВМРО ДПМН да ја плати на овие избори. Со тоа што нели некој друг би победил на овие избори. Ако сме нормална држава, би требало некој друг да победи, нели? Не може туку така, знаеш, не важи грешка, одиме со другиот. Па кај е гаранцијата дека другиот нема да сгреши? Или кај е гаранцијата дека другиот нема да може да го менаџира главниот град како што треба и да ги реализира проектите? Затоа мислам дека тие национални и глобални теми се наметнуваа за да се избегне на некој начин одговорност за лошото водење на општините, не само од ВМРО. И од страна на ДУИ, и од страна на Влен, и од страна на СДСМ, не знам, 5 општини мислам дека има, не знам како се водени, немам информации за реализирање на нивните ветени проекти, но изгледа дека немаат со што да се фалат. Струмица, ако памтите. Струмица беше модел за општина како треба да се води општина, не само кај, условно кажам, македонскиот блок, и кај албанскиот. Сите што се жалеа, ние сме општина, немаме фондови, владата не дискриминира, сме опозиција, тогаш сите велеа, видете општина на Струмица. Прва општина гасифицирана. Сега нема дискриминацијата, има кредит, се дели на сите. Модел. И затоа се наметнуваат овие национални теми. Речеме, СДСМ. Јас очекував СДСМ фокусот да го има во градот Скопје, кај што ВМРО ДПМН е сгрешила. Ама што се случува, СДСМ нуди сега пред избори некоја платформа, резолуција за црвени линии. Тоа е влегување во терен на ВМРО ДПМН. Значи, чудни се овие избори.
чудни се темите што се отвараат. Не знам како ќе се одрази тоа кај гласачите. Добро, влегуваме до второто прашање. Тука е отворена дебата за сите. Ќе почнем од Арсовски. Арсовски, еве да почнеме од ВМРО ДПМН, кој со каков влог влегува. Особено го слушнавме и денови од лидерот и премиер Христијан Мицкоски, еве и Николовски тоа го потенцира. Очекуваме најголема победа. Што би било поголемо од тоа што евентуално го имаат и сега. Апсолутна власт на централно ниво, апсолутна власт во локалната самоуправа, освен тенденција да го столчат СДСМ да остане и без тоа ситно што го нема. Малку е комплицирано таквата квалитативна изјава да се сведе на квантификување на бројки, но ќе се обидам. Може и во квалитативни параметри. Најголемиот дел од партиите треба да очекуваат намалување на нивните гласови на локалните избори. Тоа најмалку ќе се забележи кај новата коалиција НАИ, бидејќи намалувањето на гласот на ДУИ ќе биде покриено со инфузија на гласови од Арден Таравари и од Зијадин Села. Но кај другите партии, тоа ќе се почувствува, особено поради тоа што традиционално на локалните избори излезноста е помала. Помала е вкупниот број на гласови кои се дели. Така што во апсолутни бројки мислам дека ВМРО ДПМН за голема победа треба да смета бројка мала намаленост на гласовите од претходните парламентарни избори и подобар број гласови од претходните локални избори. Така што тука би се движела некаква историска победа како што е најавуваат на ако за мериторни ги сметаме, а вообичаено ги сметаме, осме сега ако не им текне некој друг принцип да промовираат советничките листи, 2021 мислам се дека ВМРО ДПМН е 288.000, така? Салдото од парламентарните е над 400, еве и за нив и според вас што би била таа задоволителна бројка? Бидејќи помал одзив, значи сепак недостижни 460.000, меѓутоа 430.000 има. Јас мислам дека било кој резултат над 350-360.000 гласови за ВМРО ДПМН ќе значи потврдување на постојното водство. Ете, во таа смисла, ако сакате да ги квантификуваме бројките, и тоа е помалку важно од бројот на освоени општини. Мислам дека и таму се надеваат со некој исклучок на скоро целосна доминација по однос на тоа дека од претходните 13-14 општини колку имал СДСМ на претходните локални 16 избори, сега може да паднат на да речеме помалку од 10, можеби 5. Бошнаковски. Ке биде ли ЕСАП под дома, кога велам дома, тоа е ЕСАП во штабови, ЕСАП според анкети, проекции и така натаму и со она што ќе се испорача на денот на гласи. Вистинскиот одговор на ова прашање, потврден со состојбите, ќе можеме да го дадеме за некои 2 недели од сега, значи една недела пред гласањето на 19. Бидејќи ќе можеме да видиме како се движат, како течат динамиките на партиите кон гласачите, и тука најмногу мислам на ова што го кажав предходно. Играта помеѓу коалиционите партнери, кој кого ќе поддржи, кој на кого му ветил дека ќе го поддржи, па не баш дека ќе го поддржи. Во однос на бројките делумно се согласувам со Предраг, со тоа што ДПМН во секој случај ќе повтори бројката од претходните локални избори далеку над. Мислам дека нема да паднат со 100.000 гласови во споредба со минатогодишните избори, но ќе паднат за некои 70-80.000. Не треба да исклучуваме кампањата, која што може да изненади, се случило во рамките на кампања да се случат изненадувања во однос на бројките, но да повторам, што ќе биде кажа варијабила или што ќе биде индикатор дека некој е победник, некој е губитник. Доколку Влен го добие Чаер и Тетово и покрај тоа што би биле на губитници во големата слика со советници, они ќе бидат победници. Перцепцијата ќе биде дека се победници. Сакам да кажам, Чаер и Тетово еквивалент се на помал број на советници вкупно на национално ниво. За Влен, например, тоа би била победата. За Знам победата би била да го освојат Центар. И тоа би било навистина големо изненадување. За Социјалдемократскиот сојуз победа би било најверојатно
да победат во центар, меѓутоа да го добијат Куманово, тоа би било едно големо изненадување, би рекол. Да ја задржат Струмица? Според бројките што ги гледам анкетите, не знам, Струмица ќе биде многу сложена приказна овој пат. Очигледна е амбицијата на ВМРО ДПМН после толку циклуси на владење на социјалдемократите во Струмица да ја добијат и мислам дека ќе фокусираат напори. Да не го забравиме Карпош. Карпош, тука мислам дека сите сме изненадени од тоа како јавноста го перцепира актуелниот градоначалник Стефче Акимовски, кој многу умешно го користи тоа антиопозицијско расположение во јавноста кое што се создава, меѓутоа нема кој да го валоризира, кој да ги земе, бидејќи СДСМ во моментов се уште се, да кажеме, се консолидира. Меѓутоа Јакимовски многу успешно го користи тој момент и веќе станува сериозен претендент дека ќе добие и пети мандат, можна. Јела? Јас мислам дека на овие избори ВМРО ДПМН се надпреварува со себе си. Од причина што, нели, тие 430.000 гласови, колку што ги имаше, реално нема да може да ги повторува, но се согласувам дека 360-370.000 и така би биле победа. Истовремено ќе треба да се споредува со односот, речеме, со абстенирањето во самиот акт на гласање, не само кај ВМРО, ако се намалува истиот број кај останатите партии, тогаш и таа бројка е голема бројка, рекордна бројка за таа партија. И најверојатно математиките со тие партиски бројки ќе се прават колку пратеници би можеле да извлечат од тој резултат. Значи, за тоа се потребни, освен за советничките места, тие гласови се собираат за да видат, ако има парламентарни избори, колку пратеници би освоила партијата, а тука е важен и соодносот со останатите партии, особено со СДСМ. СДСМ мислам дека ќе трча за да го задржи падот или да го стабилизира падот, што е тој голем пад што го доживеа на последните парламентарни избори е историски најголем и треба да се стабилизира за да со можност да таа траекторија да почне да се дига и да се пренасочува кон позитива. Знам левица и останатите тие се борат за место во политичката сцена во ситуација кога СДСМ се соочува со криза. Левица најверојатно ќе цели кон собирање на доволен број на гласови со која таа ќе биде главната опозиција, значи таа влегува во трка со СДСМ кој е лидер на опозицијата и кој во наредните парламентарни избори ќе може да парира на ВМРО ДПМН. Додека знам е дериват на СДСМ и уште еден дел од таа расцепка на левица која се трка на овие избори без некоја коалиција или иако припаѓаат на иста идеолошка матрица, ќе се обидува најпрвин Куманово, но за да покаже своевиден раст и центар би бил за нив најголем успех. Мислам дека кај албанскиот политички блок најинтересни се битките, што се најнеизвестни. Да, ќе им посветиме посебен дел, бидејќи да... Мислам дека кога ги разгледуваме политичките таргети, условно речено, на партиите во влез на локалните избори, не треба да ги сведуваме само на бројки. Има политички ситуации после изборите кои ги дефинираат насоките во кои настапуваат политичките партии сега. Некои од нив веќе спомнавме, на пример, СДСМ се бори дали после локалните избори ќе биде доминантна опозиција. Има повеќе општини, Аеродром Кисела вода, Гроче Петров и така натаму, каде политичката потрошка за СДСМ и левица е глава за глава. И во таа смисла, тие ако го задржат приматот на единствена опозицијска партија, ќе бидат директно врзани со перформансот на власта. Власта кога ќе почне да го губи перформансот, тие ќе почнат да качуваат гласови. А ако не се,
Тоа може да не се случи. И се разбира да не го заборавиме најбазичниот политички постулат кој е важен за ВМРО-ДПМН, а тоа е дали ќе следува политичка криза ако дискрепанцата во гласовите помеѓу Дуи и Влен е толку голема. Да, тоа сакав да го оставим иако политички постулат како некаков таргет, не само бројки. Добро, во овој контекст, каде се колку е влогот еве, што рековме која е нели целта на СДСМ, колку е голем влогот на ЗНАМ, бидејќи генерално и покрај тоа што имаат советнички листи во солиден број градови, она што ќе се мери е Куманово и центар. И каде од тука левица, која што ако ги гледаме сурово бројките во 2021 година, беше единствената партија која што има раст 2021 и СДСМ и ВМРО и со пораст и СДСМ што изгуби нема значаен раст. Белек на тие избори беа независните листи кои што беа практично четвртата сила и подемот на левица. Мислам дека постои можност левица во апсолутни бројки да го зголеми својот глас, особено на советничките листи. Тие бидејќи не се во првите двајца, тешко е да очекуваат градоначалник во многу избори, но на советничките листи може да бидат сериозна конкуренција на СДСМ. Така што во таа смисла тоа е влогот за левица. Што е влогот за ЗНАМ? Видете, влогот за ЗНАМ е да докаже дека не се претопува во ВМРО-ДПМН. По бројки да покаже дека е се уште сила, дека во тој голем систем каде што е влезена со ВМРО-ДПМН не изгубила гласови, но да знаете, тоа е неизбежно. ЗНАМ не може да ги повтори гласовите на претходните парламентарни избори, особено не може да ги повтори гласовите на Максим Димитриевски за претседател кој беа некаде 80.000. Се поставили во малку подредена позиција со тоа што излезе со само со двајца градоначалници, бидејќи после избори ние навистина, а верувам дека тоа ќе дојде и кога ќе зборуваме и за кај албанските партии, ќе се изгубиме во обидите кои што ќе нагласи како своја победа. Јас мислам дека сите партии ќе прогласат победа, особено двете партии во албанскиот блок ќе прогласат победа, едните заради советничките листи, другите заради градоначалниците. Ќе видиме што ќе се случува. За ЗНАМ е важен и центар, како што кажаме. Да, мораме на реклами, па ќе одиме со вашите поенти во овој дел и потоа и она што се смета исто така за специфика, една од позначајните специфики на овие избори, тоа се Дуи и Вреди или сега поново Наи и Вреди. Божнаковски во контекст на она кој чии како влог еве малку и околу на теза која што ја загатнав уште на почетокот, а тоа е знам не би требало да бидат многу комотни и кога е во прашање Куманово. Преведено тоа би било некако виша предизборна математика, но да ја преточиме во вака некаков краток опис на комбинаторика. Без математика, мислам. Доколку мене некој ме прашува што е победа за Социјалдемократскиот сојуз, тоа е победа во Куманово. Во центар, Горан Герасимовски е актуелен градоначалник. На анкетите има водство. Меѓутоа, како што кажавме, знам сериозно го таргетира центар и очекува сериозна поддршка од ВМРО-ДПМН, нивни коалиционен партнер. Тоа значи дека можеби немаме конфликт идеолошки ние во центар, бидејќи имаме, сакам да кажам, политичко идеолошки, нели, немаме социјалдемократи на една страна, конзервативци или традиционалисти на друга страна, бидејќи знам, нели, рековме дека излегува од СДСМ. Интересно би било да видиме навистина кој е помоќен во тоа јадро на социјалдемократите во центар, доколку не постои тој коалицијски капацитет. Меѓутоа, ова во однос на Куманово, јас сум свесен дека таа изборна математика во евентуален втор круг, сите доколку се обединат и така натаму. Меѓутоа, повторно да не заборавиме, Димитриевски, знам, и во Куманово сметаат на коалициониот капацитет на нивниот партнер во владата, на ВМРО-ДПМН. Да, меѓутоа, кога е Куманово во прашање, има и еден ноторен факт дека не може да се добие градоначалничка функција и никогаш во минатото тоа не се случило без силна и јасна поддршка од некоја од албанските партии. Сега тука имаме пак реториката на Димитриевски контра
албанците и прашање на чија поддршка ќе рачуна, на коалиционите партнери или на ДУИ, какви се коалиции тука може да има? Цела оваа приказна ќе беше многу поинтересна доколку ДУИ немаа кандидат во првиот круг во Куманово и ова веќе ќе беше по флексибилна, поеластична приказна за Куманово. Меѓутоа ДУИ имаат кандидат. Влен мислам дека ќе бидат многу добри коалициони партнери на ДПМН, така што тука не би мислам дека некој може да добие пул гласови контра владината коалиција. Едно прашање. Ајде. А што ќе се случи ако во Куманово во втор круг гледат Максим Димитриевски, кандидатот на ДУИ? Тоа математички не е невозможно? Возможно е. Возможно е. Како ќе изгледа коалицијата тогаш? Возможно е, меѓутоа Тогаш Никој не е комотен, како што рече сакам да Бошнаковски на кажам дека почеток. во таква комбинација е поверојатно да му се загрози местото на Максим Димитриевски. Тешко е Влен, кој е исто така партнер со Максим Димитриевски, тешко е да го изневери толку во вториот круг гласајќи за контракандидат на СДСМ. Немам дилема за Влен, но полесно е за Влен да ги дадат своите гласови за кандидат албанец, бидејќи тогаш ќе се појави прв пат во историја можност албанец да стане градоначелник на Куманово. Така е поверојатно да се соберат сите останати партии на куп против Максим Димитриевски. Джела? Тоа мислам дека на овие избори нема да бидат толку потребни гласовете на албанците од причина што ја нема таа рамнотежа помеѓу ВМРО и СДСМ како што ја имаше порано за тие гласови да бидат одлучувачки. Така што мислам дека Максим Димитриевски заедно со поддршката на ВМРО ДПМН ќе има доволна разлика која што мислам дека нема да може да ја претопи и да гласаат сите албанци за против кандидатот негов. Било да е тој од ДУИ или од СДСМ. Затоа јас не очекувам такво сценарио, но треба да се подрече дека господинот Димитриевски победи на изборите во Куманово 2021 година со исто така со голема поддршка на албанците, етничките албанци таму, кон кој приде како политичар инклузивен од етнички аспект. И тоа траеше се до неговата кандидатура за председател. Неговата риторика е сменета. Тој е по директен во обвинувањата не кон албанците, туку кон ДУИ, но имаше таква нарација од целиот негов последен настап дека тој игра на таа етнонационалистичка карта која што ги исклучува гласовите на етничките албанци и затоа мислам дека тешко ќе биде ВМРО ДПМН и Влен да ги натераат гласачите албанци да гласат за него. И сега доаѓаме до прашањето зошто Чаир и Тетово да се биде и не или не, кога се во прашање партиите на албанците, сите овие резултати со однос 11-3-1-1 од претходните избори се фрлаат, бидејќи се измеша, Алијанса имала 3, не знаеме веќе тие тројца, мислам знаеме, ама многу алијанси се сменија, многу БЕСА, ДПА, местата се измеша. Што ќе биде реперот? Споменавме на почетокот, ние вообичаено ги сметаме советничките места, меѓутоа спомна и Петар, победа во двата града може да неутрализира условно седо. Значени ќе бидат, пошто таква е кампањата на албанскиот блок, значени ќе бидат и бројот на гласовите кои ќе ги добијат за советничките листи. Со тоа, така се промовира 19 октомври кога народот ќе го каже својот збор кој е легитимен представник на албанците во централната власт, што не е точно, тоа се избори за локална власт или за локални совети. Но така е, тој наратив веќе изграден и луѓето така најверојатно и поголемиот дел ќе гласаат. Но дали тоа ќе биде победа, јас не верувам, зашто една општина во моментов, тоа е Чаир, ќе одредува што ефекти ќе имаат резултатите од изборите после. Да речеме, во Чаир се соочуваат Изет Меджити и Бујар Османи, кои се двете претенденти за да ги водат и двата блока.
Значи, Бујар Османи е претендент утре да биде новиот лидер на ДУИ или новата коалиција, додека Изет Меджити е претендент да стане не еден од лидерите, туку лидер на ВЛЕН. И тука еден мора да изгуби и неговата кариера мора да заврши на тој изборен циклус. Ако заврши на ДУИ, на Бујар Османи, а од друга страна победи, да речеме за советнички листи 2:1, 3:1, тоа нема да значи победа за таа политичка групација, од причина што таму ќе има криза за лидер. Ќе има криза кој ќе продолжи да ја води партијата, пошто нели партијата има собрано доволно гласови. Но од друга страна противникот на Османи, кој што беше исторен играч на ДУИ, ќе биде условно кажано победник на тие избори и нели гласачите претежно го следат победникот. И во таа можна варијанта може да има постизборни регрупирања на политичките партии. Со тоа што ВЛЕН може после одреден период да престане да постои, но и да престане да постои и да има ново регрупирање кое би значило и стабилна влада, но и Бадинтерова мнозинство. Пак прегрупирање, пак кратенките почнавме веќе со големи букви да ги пишуваме за да не ги сгрешиме. Тоа се менува тие кратенки европски само како поттек за натаму сите имате увид и во анкетите и покрај многу критики последните циклуси покажаа дека тие ако може уште реално осликува да освен Чајер, ВЛЕН има големи шанси да победи во Тетово, Теарце, Желино, Боговиње, но и Струга. Значи, ако се водиме по општините, ВЛЕН може да се смета изненадување ако не победник на овие избори. Но од друга страна, во ова сценарио, ДУИ би ги изгубила општините што ги има. И ако тука Кичево може да се случи исто така изненадување, тогаш ДУИ во таа коалиција би останала со Липково само, со една општина што пак ќе има последици и реперкусии внатре во албанскиот блок. Така што многу добро спомнам, многу преминувања, многу движења имаше, што многу тешко прави ние да предвидуваме што може да се случи. Значи сите сценарија се можни и сите опции се отворени. Миле па Петер. Последното кое што го кажа оди во насока на оваа теза која што се појави овие денови, меѓутоа и неколку месеци наназад од постари политички елити за широка коалиција. Во смисол резолуцијата ја спомнам, нели? СДСМ ќе му возбужи на Мицковски на некој начин подлога да влезат бугарите во устав. Меѓутоа ја го гледам тој концепт малку поинаку во насока нова преструктурирање кое што го кажа во рамки на албанскиот блок. Ја мислам дека председателот на ВМРО-ДПМН премиерот Мицковски воопшто нема намера да игра на картата овозможување на влегување на бугарите во уставот и откочување на преговорите. И тоа јасно, човекот експлицитно, јасно, тоа е реална политика, го кажува и си го исполнува тоа ветување. Така што мислам но сепак има мотив за една таква коалиција. А мотивот пред малку го кажа. Мотивот е целосно изолирање на Демократската унија за интеграција. Му помогне ли Ахмети? Тоа сакав да ве прашам во овој контекст, бидејќи го видовме реприза на она што се случи на претходните избори. Да, Ахмети со кучињата и зајаците и неговите алегории му помогна, меѓутоа на почеток на кампања сме, меѓутоа секој си мисли за својата партија. Али Ахмети мисли за ДУИ, за и гласачите кои гравитираат околу ДУИ и таа реторика функционира таму и он ќе продолжи на таа реторика. Меѓутоа тоа дефинитивно му иде во прилог на Мицковски и на ДПМН. Некои алегории се опасни, некои се тешко преведливи на македонски, така да. Се е тоа дел од нашиот фолклор, би рекол политички, но да се вратам на ова што го кажав. Да не заборавиме дека Мендух Тачи јасно и гласно кажа како размислува.
Тука го заборавивме и Зијадин Села. Да, он е дел од коалицијата, меѓутоа, како што реков, значи, идејата на Христијан Мицковски за таква широка коалиција, од една страна приказната за можност за бугари во устав може добро да се продава, нема да се реализира, ќе влезат сите, социјалдемократите ќе речат помагаме на државата, ќе влезат сите останати, ДУИ ќе остане изолирана, само таква приказна функционира за широка коалиција во моментов. А тоа е тоа преструктурирање. Да не заборавиме, во парламентот коалицијата кај што е ДУИ не се сите пратеници од Демократската унија за интеграција, така што мислам за нив овие избори Чаир е најважен. Бујар Османи, да се подсетиме, не беше само, не е обичен член на ДУИ, мислам збориме за министер за здравство, за министер за надворешни работи, председаваше со ОПСЕ, беше председателски кандидат. Сакам да кажам, политички тешкаш, можеби најголем што го имаат во моментов. Петар. Кога зборуваме за албанскиот блок и за динамиката на политичкиот амбиент кој ќе се појави после локалните избори, малку треба да ја поедноставиме математиката, многу е комплицирана сега. Ќе се сведе на едно прашање. Дали резултатите на локалните избори ќе го делегитимираат целосно ВЛЕМ како коалицијски партнер во владата? Доколку, значи, во моментот на советничките листи се очекува ДУИ да освои повеќе гласови. Но, ако има една целосно црно-бела слика, каде ДУИ ќе освои многу градоначалници, де факто ќе доминира на локалните избори, тогаш ќе се создаде притисок кон власта дека се со нелегитимен албански партнер во власта. И тогаш се појава притисок за нови предвремени избори, промена на коалицијскиот партнер, тогаш ДПМН е во сериозен проблем затоа што очигледно е дека неговиот архинепријател на овие избори не е само ВМРО ДПМН или СДСМ, туку ДУИ и така натаму, а токму тие ќе мора да ги внесува во влада. Доколку е сликата малку побалансирана, тоа значи ДУИ освои повеќе гласови на советничките листи, но ВЛЕМ ги освои Тетово, Чаир како најсимволична општина, Желино, Теарце и така натаму и така, тогаш тоа ќе му овозможи една покомфорна ситуација на ВМРО ДПМН и ВЛЕМ да продолжат да одат заедно, да бидат заедно во коалиција со наратив дека, како што рековме, додека ДУИ не се реформира, за нив место во владата нема. И тоа ќе значи дали Македонија во 2026 ќе оди на предвремени парламентарни избори, нема да оди на предвремени парламентарни избори и така натаму. Тука правиме уште една пауза за реклами, а потоа и за она каде се во сето ова граѓаните и нивните проблеми. И сега доаѓаме до тоа, бидејќи сите анализиравме што би било, кога би било и повторно завршивме кај високата политика, иако сите рекоа дека ова нели ќе бидат пред се локални избори. Каде се граѓаните, тука би почнал со Джелал, а би ја замолил режијата да пушти неколку видеа од, јас условно ја нарекувам кампањата на Джелал, но да нема забуни. Значи, режија, молам дел од видеата, па ние нека одат, ние остануваме во позадина малку со Джелал, да ги искоментираме. Джелал, која беше, што беше поводот, ќе ги гледаме од неколку градови се, дали му даде прецизни инструкции на овие ајалатки, дали им даде прецизни инструкции или ги остави слободно да си бираат? Што те инспирираш? Мора да им се дадат прецизни инструкции, а јас претежно се водев од тоа што горе-доле беше ветувано од претходните избори од страна на градоначалниците, но и на владите. Почнав со Тетово, каде што нели Тетово беше тогаш ветувано дека ќе добие нов плоштад, нови зони за пешаците, пошто таму зони има само за... Извини, кој ветил аеродром, мене тоа не... Мислам дека тоа се од постојите ветувања. И почнав да видам како тоа би можело да изгледа. Тетово како Дубај. Нели тоа беше ветувано. И исто така беше ветуван нов стадион за Тетово. Да се вратиме и на Скопје, Скопје не можеме да го препознаеме центар. За тоа што нели таму еден од фудбалските клубови Шкендија нема
игра во Европа, ама нема стадиони. Многу барање има од тие што гледаат и сакаат фудбал да има нов стадион. Тука речеме нели Пловен, Вардар и Скопје 2014 како би требало тоа да изгледа, значи во наводници архивски снимки. Исто така последните 2 километри од автопатот Скопје-Блаце, иако немаат врска со локалните избори и локалната власт, но сепак тие се беа ветувања кои што од 2013 година се ветуваат и се промовираат и на локални избори се промовираат, се сечат ленти за првите 2 километри од тој пат, значи неколку пати се сечеа ленти. Катни гаражи се ветени во Чаир, во Тетово, во Гостивар, во сите можни урбани општини, ама се уште ги нема, така што имаме каос во сообраќајот на овие градови. Тука малку претрав со ова со овој трамвај. Не може не можел да се снајдат AI алатките или чат GPT, условно да кажеме, во нашите закони, меѓутоа градовите изгледаат... Како што објавува вакви снимки, значи на луѓето им се допаѓа да гледаат убави проекти, иако знаат дека тоа не се сериозни проекти. Сега како новинари, еве и за Миле, како поранешни новинари и двајцата, колку тешко е да се седне, да се вложи сила на времето, па дури и сега за една сатира, за еден таков вид на текст, овие алатки многу помагаат, но веројатно ова најочебино ни го дава и одговорот, а каде се граѓаните во овие избори? Јас долго време пишувам, ти кажам право, и на овие теми, и за ветувањата, се обидувам да ги подсетам луѓето дека што ветиле, а што не исполниле. Но јас бев изненаден што овој начин имаше многу поголем ефект од тоа што да пишуваш текстови. И затоа, ако не друго, мислам дека едно постигнав. Некој нема и да ја свати ова само зборов. Имаше што луѓе што и не можеа да ја сватат, но голем дел сватија дека веќе овие ветувања се смешни од тоа што имаме општини без базични, основни услови, како што е, не знам, нормален сообраќај, паркинг места, вода за пиење, за хигиенски услови. Немаме основни услови, да кажеме, за една општина да се нарече урбана општина. И ако се споредува со ветувањата за модерен европски град, а фактички имаме некој партиски видеет што функционира во реалноста, тогаш сите сваќаме дека сме биле излажени од тие убави снимки. Затоа јас мислам дека со овие снимки успеав нешто кај партиите да им ги расипам плановите, да не прикажат веќе вакви убави проекти, туку да видат да се посветат да ги реализираат на флаерите и на програмите, се уште не се објавени. Бошњаковски, каде се граѓаните, бидејќи абсурдно е. Политичарите секогаш зборуваат да се вратиме кон основните проблеми. Основните проблеми се трупаат. Ние повторно зборуваме водовод, канализација, сега гледаме па без малку може да се каже и понижувачки слики во 5 до 12 на стартна кампања, не во села, што е секако недозволиво во скопски населби да се става бекатони, да се асфалтираат улици, па дури и до абсурдните слогани, дека треба да имаме чиста метропола и да дишеме чист воздух. Употреби новинарски алатки и жанрови козерија и сатира, сарказам. Не вредат. Има и трагедија. Но, морам да се дистанцирам. Одреден дел од мојата кариера јас бев на некој начин ме нарекуваа политичар, иако секогаш бев како професионалец ангажиран во политиката. Никогаш, така што одговорноста на општините мораме тука да сме свесни сите дека не е тоа што се уште имаме општини кај што имаме атмосферска канализација во Скопје 2025 година, тоа не е вина на тие две општини каде што се уште го имаме тоа. Тоа е вина на сите нас. Ама на сите. Ние сме дозволиле 30 години да имаме атмосферска канализација
во главниот град на нашава држава и тие луѓе таму едноставно ги немаат основните предуслови за хигиена. А бараме образование или потоа тие деца да во училиште и така натаму. Намерно не ги спомнувам локациите, не сакам некој да помисли дека влегувам во некоја, не знам, јас сакам да потврдам нешто. Ама страшно е, Боби, дека треба да збориме, дека треба да исчистиме. Па тоа, побогу, мислам, тоа е нормално. Како што кажавме измеѓу, тоа е ко да платиш сметка дома за вода. Да, треба да се чисти, тоа не може да биде политичка кампања, ќе исчистам. Веројатно покажува во колку ненормални услови живееме, ако ние поред ова се 8 поред избори локални, се уште ние како граѓани немаме јасна слика кој е нашиот денар, данок, за што оди и што од тоа добиваме. И ќе си живееме во вакви ветувања, еве Бџелал ги собрал во вистинска алатка и тие ни кажуваат како всушност би требало, што всушност ни ветували. Така што тука некаде помеѓу овие линии би бил и мојот одговор. За жал, граѓаните и политичарите се граѓани, да не заборавиме. И тие се граѓани и тие живеат во тие општини. За жал, овој пат проблемите се основни. Треба да се исчисти насекаде. И пристапот е многу, не знам, некоја чудна политичка практика кај нас постои. Која е општината? Општината Чајре на Влем или на Дуј или на Нај. И фактички тие потоа се сметаат како партиски вилјајети на тие партии, не како модерни општини кои што треба да се водат и да се менаџират како што треба за да бидат сервис на граѓаните. Значи тоа е општина на партијата и партијата прави што сака со тие општини. Неслучајно имаме превработување во тие општини. Неслучајно целиот буџет на општината оди за плаќање на плати и придонеси. И фактички не останува ништо за исполнување на тие ветувања или основни услови исполнување. И што останува владата преку кредити, преку дивиденди, па нешто да им помогне на општините и да ги држи во живот. И тука мислам дека е проблемот. Не се општините собственост ниту на градоначалниците, ниту на партиите. Тие се најблиската власт до граѓанинот. Тие треба да служат на граѓанинот. Точно. И за тоа треба сите ние да се мобилизираме. Петар, како во од комуниколошки аспект да се протолкува, бидејќи не се како едноставно еве сите циклуси наназад, не сите години ни поминува тоа, без оглед дали станува збор за ветување на локално или централно ниво и никогаш никој не е казнен. Тогаш веројатно доаѓаме до она на Бошњаковски, ние сме си криви, кога никога не сме казнени. Ќе се обидам од комуниколошки да предам на политички некој терен. Во комуниколошка смисла тоа што го забележуваме на овие избори, дека на многу анкети граѓаните се враќаат на порудиментарни проблеми. Некои кои би требало да бидат sine qua non за општините. Собирање отпад, водовод, канализација, фекална канализација и така. Во 21 век лидерство во општината не е дали вие ќе го исчистите ѓубрето или ќе имаат луѓето дома вода која ќе отварат славината. Тука е дали ќе има зелени површини, дали ќе ставите фотоволтаици, дали ќе направите одржлива општината и така натаму и така натаму. Второ што забележувам е дека партиите немаат, ама мува не ги полазе да ги повторуваат истите ветувања од избори во избори. И дека повторно граѓаните ги третираат секоја политичка програма како да е нова. Например, 10 пати поред се ветува во Тетово решавање на проблемот со снабдувањето со вода. Не се решава повторно и така натаму и така. Но на тоа треба да надодадеме една политичка анализа. Ние имаме поставеност на локалната самоуправа во која невозможно е општините со сегашната поставеност да ги решат основните услуги кон граѓаните. Прво, имаме премногу општини. 30 на општини во Македонија се општини под 10.000 жители. А од тие 10 се под 1.000 жители. Значи, таму едноставно нема доволно ресурси и капацитет за тоа да биде една, значи треба некаква реформа, општините да станат нормални 20-30 илјади луѓе за да има некаква економија од обем. Второ,
Децентрализацијата не ја завршивме. Општините немаат доволно изворни приходи за да можат да ги обезбедат своите и се сведува повторно, како што рече Џелјо, 50 милиони евра владата на Заев им прости долгови на општините, 250 милиони евра владата на Мицковски им даде на општините за инфраструктурни проекти кои би требало да ги имаат од сопствени буџети или да може да се задолжат, да издадат општинска обврзница и така. Се уште општините се финансираат најмногу од комунали за градба. После зашто се чудиме зашто не никнуваат згради како печорки секаде, кога луѓето немаат од каде да наплатат други пари. ДДВ-то не завршува доволно кај општините, од персоналниот данок не завршува доволно кај општините, па и од комуналите не се дели се кај општините. Така што општините едноставно немаат доволно средства да направат ништо тоа што ветуваат во предизборната програма. Ако сакаме вистински да ги држиме општините одговорни, мора да го смениме и бројот на општини и целосна фискална децентрализација да направиме, да им дадеме изворни приходи во кои нема да зависат општините дали централната власт ќе им даде милостина или не, да им покрие некоја дупка и така натаму, па потоа може да зборуваме за вистинска Може ли дело тоа да заживее она што сите статистичари, економисти ќе го кажат планирање врз основа на тие планските региони, бидејќи на таков начин многу, не само од албанските и од македонските партии би загубиле од својот субстрат. Нема да можат да излезат и да кажат еден кредит кој што е за улици, па да го делат. Ние сме тие кои што благодарение на нас сега за албанските општини, за македонските општини ќе се гради. Мислам дека тешко тоа е изводливо, од причина што партиите се водат од нивен конкретен интерес. Тие не мислат како да се реши еден проблем. Да речеме регионален пристап треба да се има за решавање на проблемот со депонијата во Тетово. Значи целиот Полошки регион, сите општини треба да соработуваат за тој проблем да се реши или да не се отвори нов проблем, зашто секогаш сме имале проблеми со отпадот во тој регион. Но сегогаш има и политички игри во таа да речеме безизлезна ситуација. Кога имаме натрупано џубре, на сите општини, депонијата, како се викаше, Русино не функционира и така секогаш се соочуваме со проблеми. А партиите се водат од нивните интереси. Така Македонија хронично цела во ѓубре, Тетово постојано има проблем со сообраќајот, Скопје, Тетово, Битола, Струмица, цела Македонија повторно проблем со загадениот воздух и така натаму. Како што спомна и Пеџа, имаме голем број на општини кои што немаат ресурси за да бидат функционални општини. Но има законот дозволува и регионализација. Намалување на бројот на администрација, зашто да речеме Тетово има 600, некои со решенија, некои со договор на дело. Така што тоа што реков претходно, партиите мора да се тргнат од тоа дека наша е општината и ние сите тие активисти што нас ни висат на грб, треба тука да тие никогаш нема да се тргнат, веројатно треба граѓаните некако со своите гласови. Да, со еден пример да видам, одличен мозаик направи Пеџа. Тој ќе беше возможен доколку претседателот на Франција Макрон не ги гледаше тесните негови партиски интереси и не блокираше со промена на методологијата за преговори пред 4 години, ќе ги отпочневме преговорите и на тој пат ќе имавме сериозна поддршка од Брисел и од Европската унија. Ќе имавме отворени структурни фондови и полека тој мозаик ќе можевме да го нацртаме. На нас, мислам, треба да си кажеме дека ни е потребна помош и тоа не е воопшто греф. Не би се согласил Бошаковски, знаете зашто? Само заради еден податок. Изгледа чудно, но дури 50 општини во Македонија влегуваат под програмите за прекогранична соработка. Дали со Бугарија, Грција, Албанија, Косово и така натаму. Ако ги измерите проектите кај соседите и она што го има кај нашите општини, кај нас има една голема нула. Тоа е неспорно. Ние не можеме да реализираме. Проблемите кои што ги имаме се точно со ресурси, ги лоциравме, меѓутоа да не залажеме, ние имаме проблеми со ресурси на национално ниво. Ајде, за крај немаме време. Џело, ајде. Дуи, Чаир и Тетово за кого? За Дуи или за Влем?
ќе се собереме, не го проверив распоредот пред избори, бидејќи од утре делумно почнуваме и во топ тема. Да, почнуваме делумно и со градоначалнички дебати во топ тема. Не знам за кога ќе имаме време, меѓутоа бидејќи Бошњаковски рече за некои работи ќе ни треба време таму при крај на кампањата, ќе видиме ако има простор да се собереме повеќе, но еве вечерва да завршиме со ова типове. Јас не можам да давам точна прогноза за овие општини. За Струга мислам дека ќе добие кандидатот на Влен. За Гостивар ќе победи кандидатот на Нај. Врапчиште исто кандидатот на Нај. Боговиње Влен има повеќе шанси да добие. Нај може да добие и во Дебар. Во општина Тетово реков дека не можам да дадам прогноза, пошто многу анкети, многу фидбек од теренот, што не ми дава таков лукс да прогнозирам. Но мислам дека во сите тие општини кои што се со мнозинство етнички албанци, кои ги има околу 16, мислам, 5 ќе бидат на Влен, додека останатите 10, може и 9, ќе бидат на Бошњаковски и Арсовски, кај вас ќе додадам уште едно потпрашање. Скопје во прв круг или во втор, и еве, бидејќи ја начна темата Бошњаковски, еве, Центар, Кубаново, Струмица и Скопје. Прв или втор круг? Јас сум реален во прогнозите, без разлика како емотивно јас се чувствувам како личност. Центар Горан Герасимовски во втор круг ќе победи. Куманово го спомна да кажем, или не? Куманово, Максим Димитриевски, Максим Димитриевски сепак ќе победи, без разлика на тоа што ја отворив таа другата теза, дека е можна. Во Чаер мислам дека Изет ќе победи Меджити за мала разлика, меѓутоа бројот на советници ќе биде или пата или ќе биде во корист на Дуј во Чаер. Кои други кажавме? Струмица. И Карпош, Карпош мислам дека е Кимовски ќе победи на крај во втор круг. За Струмица ќе бидам тука не падна. Ќе бидам тука брутално искрен, навистина немам информации Боби за Струмица. Добро, Петар. Во најголем дел се согласувам со ова што го кажа Миле за тоа кои се фаворитите. Мислам дека во Струмица клучна улога ќе има дали СДСМ ќе биде кохерентна до крај. Дисонантните тонови кои доаѓаат од разочараноста на дел од структурите може да ја проблематизираат таму ситуацијата, и тоа што е интересно е дека македонците ќе се најдат во Тетово и во Чаер во истата позиција во која албанците ќе се наоѓаа како малцинство кога беа блиску двете македонски партии, па ги договараа албанците како критичен. Скопје втор круг, извини, заборавив, праша и за тоа. Скопје втор круг. Скопје втор круг, да. Скопје, прв втор круг. Ви благодарам на сите, ова не беше навивање, регуларни прогнози, ви благодарам уште една, вам почитувани, ви благодарам за внимание. Благодарим и на тебе.